споменавме два фактори или два совета кои што ни помагаат да се фокусираме кон тоа што ни носи среќа. Нели гласно во нас ни вели тоа што го правиш моментално не е добро што го правиш, ама да знаеш дека кај свесните луѓе тој глас свесно им вели да, прави си го, ако сакаш. Имаш право на избор, ама да знаеш дека ќе бидеш одговорен за ова. Корисното знаење ќе биде, да кажеме, таа почетна точка од каде што сите добри дела ќе никнат. Поради, да кажеме, некој фидбек на сега ќе не фалат луѓето, сега ќе не препознава дека сме ние добри. Да, целта е да бидеме препознатливи и целта е споменот на нас да биде добар. Ама не е тоа главната. Ако е таквиот човек таков, искрен и тоа му е радост пред самата радост. Да, тоа ме е убавата вест. Значи тоа е бушра, нешто што треба да го бушар муъмин, вели Божиот пратеник. Значи тоа е избрзана или радосна вест која што му дошла пред уште на овој свет. Да, пред се. Наградата не е секоја награда во материјална смисла. Што? Средбата со нашиот Господар е најубавата работа. Најубавата награда е да го гледаш лицето на Господарот на сите свети. Па ние знаеме дека е сада каде му се насмевнеш на братот. Му даеш и таа насмевка е, да кажеме, едно внимание, едно уважување на другиот. Ако ние не бидеме тие кои што први ќе го практикуваат тој текст на кој не повикува нашиот Господар и хадисот на посланикот, на пратеникот Мухамед саллаллаху алейхи ва салем, ќе видиме дека нема да ни се даде од страна на Бога да бидеме ние тие што ќе предначиме. Тоа ти е нешто што е важно. Менаџирај си го денот. Она што тебе ти е најбитното. Понатака помалце битни работи, тоа е навистина редок случај во денешницата, да видиме човек кој што навистина искрено му се радува на другиот, на поинаквиот, дека успеал во некоја одредена работа. Бисмиллахир-рахманир-рахим, во името на Аллах, семилосниот, милостивиот. Почитувани браќа и сестри, вие што го следите подкастот Диван, вечера продолжуваме со елаборација на книгата Корисни совети за среќен живот на познатиот шејх Абдурахман ибн Насир ес-Саади, Аллах нека му се смилува. За оваа тема ќе продолжиме да разговараме со нашиот гостин, почитуваниот ефендија Јасмин Мујовиќ, со кој ќе продолжиме да ги елаборираме точка по точка овие навистина, како што реков и во наставот, навистина корисни совети. Јасмин ефендија, уште еднаш ти искажувам добре дојде во нашиот подкаст. Аллах нека те награди за тоа што се одзва на нашиот повик без да размислуваш два пати. Уште подобро ве најдов и секој што го среќавам таа добродошлица ли можеме така да кажеме? Тоа добре дојде. Тоа добро дојде, да, добре дојде. Секогаш пријатно сум, релаксирано сме, да кажеме, во тој разговор кој секогаш излегува на крај како голема корист, пресе за нас како тие кои што разговарат на овие интересни теми, а и за тие што не пратат и не следат и не гледаат на овие социјални мрежи. Аллах да ве награди и вас за повикот и тоа навистина представува една голема чест да соработуваме со луѓе кои се докажани на теренот повеќе од 20 години. Хајрот кој го шират и повикуваат и го работат пред се. Да, ние што имаме луѓе кои што се вака секогаш подготвени да соработуваат со нас, да не помагаат, да не коригираат, да не советуваат. Коригираат, тоа е голем збор. Не, коригирањето е нормално. Ние сите сме луѓе кои што можеме да сгрешиме, можеме да направиме некој лапсус, можеме да малку да се дефокусираме од тоа што е вистинската цел, па затоа секогаш е добре дојден и советот и корекцијата и вечера како што гледаш Фатмир Асо.Ковачи малце ќе ни дости, но не е проблем, ќе го вклучиме во емисијата подоста. Ние во минатата емисија зборувавме за тоа дека споменавме два фактори или два совета кои што ни помагаат да се фокусираме кон тоа што ни носи среќа. Првиот фактор беше верувањето во Аллах. И рековме дека само верникот е оној кој што успешно ги менаџира сите ситуации во неговиот живот, затоа што тој има
доста длабоко и силно верување во Божјата одредба, кадарот, исто така, и знае дека се што е на овој дуњалук не е вечно, туку е минливо. Затоа и секоја несреќа е минлива и после секоја потешкотија доаѓа олеснување. Потоа го спомнавме вториот совет, кој што го спомна шейхот, а тоа е да бидеме доброчинители, да им правиме добро на сите луѓе. И дека тоа ни помага да се соочиме на успешен начин со тие проблеми кои што се за жал денеска дел од нашето секојдневие. Третата работа која што ја спомнува почитуваниот шејх е да се ангажираме со некое дело од добрите дела или да се ангажираме со некоја наука која што ни е корисна на овој свет и на идниот свет. Што може да додадеме на овој совет од почитуваниот шејх? Аллах нека му се смилува. Амин. Гледаме дека самиот наслов на поглавието е остранување на неспокојот, на тој немир, на тој, да кажеме, кој е резултат на нервно расстройство, причинето за фатеност на срцето со работи кои предизвикуваат потиштеност. Значи, тој фокус е потребен, или тоа, да кажеме, тие работи кои што ги спомнавте, учење на некое знаење или работи кои што ни представува задоволство, а во основа се добри работи. Во основа се и класифицирани или се препознаваат. Извинете прекинам, ова дел од човечката природа. Аллах кога го создал човекот, го создал со тоа да секогаш кога преработи нешто што е исправно, нешто што е добро, се чувствува добро. Додека кога прави нешто што е грев, постои тој внатрешен глас на совеста кој што му вели во моментот правиш нешто што не е. Да. И тоа може подоцна да се одрази во неговиот психички живот, со тоа се чувствува нестабилно. Некако тој глас нели гласно во нас ни вели тоа што го правиш моментално не е добро што го правиш, ама да знаеш дека кај свесните луѓе тој глас свесно им вели да, прави си го, ако сакаш. Имаш право на избор, ама да знаеш дека ќе бидеш одговорен за ова. Ќе бидеш прашан зошто и на крај може и последици да си имаш. Божиот пратеник Мухамед да е само. Елитмо махаке фи садрике. Грев е нешто што те мачи во твоите гради и мразиш за тоа да дознаат луѓето. Значи ти си го направил тоа дело, но си свесен дека со тоа дело не сакаш да бидеш представен кај луѓето како така. Да бидеш препознат. Овде можеме да приметиме дека авторот сака да ни каже да се фокусираме на тие вистински добри работи, секогаш нели во исламските учењаци или тие кои што не учат за исламот, секогаш прва работа е таа корисно знаење. Без корисното знаење, не било какво знаење, туку корисното знаење ќе биде, да кажеме, таа почетна точка од каде што сите добри дела ќе никнат. И ако немаме корисно знаење, ние нема да знаеме како да направиме добро дело. Иако може би тој глас да биде во нас да ни збори дека да, навистина ги правиме тие добри дела, ама корисното знаење нема да ни дозволи често знаеме да правиме добри дела поради тоа што сакаме да бидеме видени. Сакаме да луѓето зборат за нас колку сме добри, како ние сме доброчинители, а баш тоа корисно знаење ќе ни каже заради кој треба да се прават тие добри дела. И навистина баш таа прва точка, верникот кој што има корисно знаење, ќе знае зошто тие дела и поради кои тие добри дела ги прави, нели? Ние знаеме дека сите наши добри дела треба да ги правиме само поради задоволството на нашиот создател, нашиот Господар, Бог, Аллах, а понатака дека не треба тоа да биде поради, да кажеме, некој фидбек на сега ќе не фалат луѓето, сега ќе не препознава дека сме ние добри. Да, целта е да бидеме препознатливи и целта е споменот на нас да биде добар. Ама не е тоа главната. Тогаш кога ќе бидеме таква препознатливи, кога Господарот ќе не воздигне? Тој бенефит или таа корист, верникот секако дека ќе ја добие. Да. Ние го знаеме хадисот на Божиот пратеник Мухамед салаллаху алейхи ва салем, кој што вели дека кога Аллах ќе го засака некој свој роб, му вели на Џибрил алейхи салам, на главниот помеѓу мелеците, јас го сакам овој роб, па и ти сакај го него. Па потоа Џибрил им се обраќа на жителите на небесата и им вели
Ала го сака овој роб и вие сакајте го. Потоа на крајот на хадисот се вели тума юдау лехул кабул фил ард. Потоа станува сакан и прифатен кај луѓето кои што живеат на земјата. Значи тоа што ти си го поставил како цел може да ти го уништи ибадетот, но ако го направиш тој ибадет на начин кој што е исправен, тогаш тој бенефит ќе ти дојде од Аллах џелешану. Но тој таа корист, тој бенефит нема да влијае врз твоето дело. Интересен и уште еден хадис поврзан со ова, случката кога дошле кај Расул саллаллаху алейхи и му кажале на вистина тој човек на вистина е добар, значи на вистина е доброчинител, нели ги нема овие работи да сака да се воздигнува, да се покажува. И што вели Расул саллаллаху алейхи, ако е така, ако е таквиот човек таков, искрен и тоа му е радост пред самата радост. Да, тоа е убавата вест. Значи тоа е бушра, нешто што треба да ради. Бушра муъмин, вели Божиот пратеник. Значи тоа е избрзана или радосна вест која што му дошла уште на овој свет. Да. И така многу интересно овде кога ќе кажеме да се фокусираме на некоја работа која е навистина добра, да знаеме за поради која работиме таа работа. Што е целта на едно добро дело? Не, знаеме дека верникот треба да му е прва цел задоволството на Господарот на сите. Како ќе знаеме дека е Господарот задоволен? Прочитај. Задоволен сум со ова дело. Задоволен сум со тоа и тоа. Намаз, не знам. Детално ни кажа со кој дела е задоволен. И онда не треба топла вода да се измислува. Ја имаме топлата вода, односно ги имаме сите тие ајати, хадиси кои што делата го задоволуваат нашиот Господар, ама исто така имаме и дела кои што го лутат. Да, предизвикуваат лутината. Да. И гневот кај нашиот. Дори гневот е највисок. Во книгата авторот вели, и ово би сакал да и као оваа причина имаат удел и верниците и тие кои што не веруваат. Да. Но разликата кај верниците е во што? Што тие со нивниот иман, искреност и очекување на награда од Бога во се она што го користи, што се она корисно кое го учи или го работи. Значи, разликата за тие што не веруваат во Бога и во судниот ден, кај нив, тие може да се ангажираат со нешто што е корисно знае, например да откријат некој лек, да работат некоја работа која што како се вели во современиот свет го исполнува, му предизвикува задоволство или го смирува. Често пати луѓето велат работата ме смирува. Да. Работата некого го ослободува, така викаше еден голем злосторник од Втората светска војна, каде што на луѓето им велеше доколку сакате да бидете слободни, да работете што е можно повеќе. Тоа го користи за да ги во концентрационите логори да ги натера луѓето да работат што е можно повеќе. Но ако гледам вака без оглед на тоа кој го рекол тоа, работата навистина му дава чувство на задоволство на човекот и му го подигна на еден. Но разликата тука во верниците е тоа што тие очекуваат награда кај Бога, тоа што го прават со цел, не да имаат олеснување на овој свет, туку да имаат и награда на овој свет. Ова е интересен детал каде што ајде да кажеме тие кои што не се настроени да веруваат во Бога, и не оптужуваат многу интересна работа. Дека ти веруваш заради корист. Да. Чекаш награда, за твоето верување. Се платиш од казната? Тоа е окей. Да. Ајде, казната уред. Ама овде века, ова е она класичен школски пример дека твоето верување е сведено на интерес. Е интересен детал и како треба да го разбереме моје некое мислење, скромно. Пред се, наградата не е секоја награда во материјална смисла. Што? Средбата со нашиот Господар е најубавата работа. Најубавата награда е да го гледаш лицето на Господарот на сите светови. А тоа не е нешто материјално што не е нешто, тоа не е нешто што можеш ти да го, не знам, да го добиеш да биде твој. Туку имаш момент каде што е како да кажеме абстрактна работа која што нормално ја гледаш, ја доживуваш и тоа е најубавата награда. Втора работа, средбата на судниот ден со својот Господар. Комуникацијата, разговорот. Понатака имаш средби, дружења кои што ќе бидат како на овој свет, така и на оној свет. И луѓето, да кажеме,
ја поврзуваат ова награда со материјално. Тие не оптужуваат сега ти веруваш во Бога заради интересот. Па ако тој интерес, дали го дефинираме ние како интерес или не го дефинираме како интерес, ако тоа дело или тие дела го задоволуваат нашиот Господар, причинуваат задоволство на нашиот Господар, не е битно дали се нарекува интерес или се нарекува ваклата. А на крај знаеме, сите ние кога ќе добиеме награда, еве сега ќе почнеме од некој банален пример, дете кога ќе му дадеш, едно чувство на радост, едно чувство на задоволство. Така сме создадени. Се чувства посебен, затоа што важен си. Си му дал нешто. Некој ти дал, нели ресурсот. Си го забележал. Да. Денеска живееме време кога луѓето имаат потреба да видат забележани, луѓето да ги видат, да ги гледаат, да ги следат. Да знаат дека се тука. Па можеби тоа е од секогаш. Таква ни е природата сега. Можеби сега е повише да кажеме истакнато тоа, ама се сеќавам на еден умор каде што велеше тој 2 пати треба да влезе во кафиче за да биде забележен. Значи човекот ја има таа потреба да биде забележан, да биде приметен, да биде приметен од другите. А ова е начин каде што ти покажуваш со тоа што ќе му подариш нешто. И не случајно Божиот пратеник вели хаду тахабу. Делете си меѓу себе подароци, ќе се сакате повеќе. Да. И тоа секогаш овие работи треба така да ги разбереме. Буквално, едноставно. Гледаш дека тоа ќе успее, ја знаеме нашата природа, подари му на некој брат. Па ние знаеме дека е сада да му се насмевнеш на братот. Му даеш и таа насмевка е да кажеме едно внимание, едно уважување на другиот, често и поинаквиот од нас, ама деталов сакав да го вратам со наградиве. Да. Ова е многу интересно. Сакам да сите тие што не оптужува дека нашето верување е враќање на тоа да кажеме ради компензација. Сега еве ја ќе верувам, сега ти мора да ми дадеш, а не мора ништо. Сите ние ќе дојдеме до твојот живот добива смисол, твојот живот добива значење, твојот живот добива вредност од тоа што ти веруваш. Да. Тука нема никаква врска со другиот или со Бога. Ние се што правиме, ништо не му користи на Бога. Ниту ја зголема неговата моќ, ниту ја зголема неговото богатство, ниту го зголема она што тој го поседува. Ова е многу интересно, поврзано со ова да се навратиме на вели фокусирањето на некоја работа или корисно знање ќе го релаксира срцето. Да. Значи, ќе бидеш раат. Релаксирано срце си значи раат. И ќе го намали притисокот на грижата. Можеби тој ангажман ќе му возможи да биде среќен и да заборави на причините на грижата и тагата. Значи ова е и за верникот и за неверникот. Да рекоме дека зликата кај верникот е за тоа што и покрај тоа се ангажира со секое добро и корисно дело, но тоа корисно и добро дело и знаење го претвара во Богу угодно дело, во некој ибадет кој што Аллах Џелешану го сака. Да, многу интересни има онака готови реченици, па не сакам да ги парафризирам, сакам да ги цитирам. Ќе оставиме некои да ги прочитаат самите. Да, тоа, секако. И јас имав идеја, иншалла, Аллах ќе ни овозможи да реализираме, да направиме семинар кој ќе е посветен на токму на оваа книга. Ние денеска слушаме многу луѓе кои што ги нарекуваат говорници кои што мотивираат и кои што им молеснуваат на луѓето, им даваат корисни совети. Ја мислам дека ние како муслиманите би треба да предничиме во оваа работа, да бидеме првите кои што на сите луѓе, без разлика дали се муслимани или немуслимани, треба да им го направиме животот по-убав, по-среќен, по-смирен, по-релаксиран. А овие совети се навистина. Иншала, заедно со тебе ќе направиме еден семинар во кој што детално ќе ги изложиме советите од оваа книга. Ова е само еден вид на презентација. Иншала ќе биде причина и да се испечати оваа книга и да се подели во што е можно поголем број, затоа што навистина има многу корисни совети кои што се толку актуелни што мислам дека секој има потреба за нив.
Би сакал да се надобрзам. Ние знаеме секогаш да кажеме муслиманите, дали биле тоа верски, да кажеме службеници или обичен муслиман, секогаш да збориме за нашата вера, било која тема да се отвори, суперлатив. Ние тоа го имаме, ние сме тие кои што требаме тоа да го кажуваме, да го, нели, да бидеме, да предначиме, да го промовираме. Ама една работа мора да разбереме. Ние ако не живееме по тоа, да кажеме, за малце ќе кажем слово Кур'ана, по тој текст на Кур'ана. Словото на Кур'ана. Словото на Кур'ана. Да. Ако ние не бидеме тие кои што први ќе го практикуваат тој текст на кој не повикува нашиот Господар и хадисот на посланикот, на пратеникот Мухамед саллаллаху алейхи ва салем, ќе видиме дека нема да ни се даде од страна на Бога да бидеме ние тие што ќе предначиме. Секогаш муслиманите и да кажеме таа исламска историја, ќе видиме кога биле муслиманите успешни. Кога се придржувале до овие правила. Нормално дека биле нормални тие, да кажеме, и верски тие кои биле предводници и политички предводници, да имале берекет во нивното делување. Предводници предничале и во науката, и во секој медицината, во астрономијата, во секој едно, да кажеме, секој еден елемент. Картографијата, картите на кои што се напири рейси на некои други картографи уште од времето ги имаат во детали објаснето брегот на Америка, која што западниот свет ја открил многу доцна. Да. Да не зборим, имаме многу тука науки кои што се основоположници муслимани. Како дел од овој совет, авторот спомна дека човекот во останување на грижата и потиштеноста помага и потполна концентрација околу моменталниот дневен ангажман, со што ќе се намали размислувањето за идните проблеми и ќе се ублажи тагата за нешто што веќе е минато. Значи, да се фокусираме во тоа што го правиме. Денеска луѓето, јас тоа го забележувам и кај учениците, многу е тешко да се концентрираат околу нешто. Дали е тоа резултат на влијанието на овие на социјални мрежи, на смарт телефоните, под наводници смарт телефоните, интернетот, така што се многу расеани, не може да се фокусираат врз една работа дури ни повеќе од 5 минути. Додека оно што се бара од луѓето доколку сакаат континуитет, да се фокусира врз една работа. Затоа што вели авторот дека ќе го намали, значи кога работиш нешто што ти е корисно, например поправаш нешто или читаш некоја книга или пак се грижиш за твојот татко, за твојата мајка, кога се фокусираш врз таа работа, тоа ти го спречува размислувањето за иднината, а размислувањето за иднината може да биде проблематично. Често ги имаме. Често пати ние веќе се зборува дали е почната Третата светска војна, не е почната, кога ќе почне. Кога ќе биде судниот ден, кога ќе да се навратиме кијамета. на некој по, да кажеме, секојдневни, затоа што нели се спомнува тој дневен ангажман. Да. Пред се човекот треба да научи да го менаџира својот ден. Ние живееме денеска. Не можеме да се вратиме вчера, а за утре не знаеме дали ќе биде. Дали ќе биде. Значи, овој момент кога ќе го разбереме дека ние живееме само денеска и кога ќе го научиме менаџирањето на нашиот ден, денеска, ние тогаш ќе бидеме успешни во било што да сакаме да го направиме, да го работиме. Кога ќе ги поставиме приоритетите, што е приоритетно, што е обврзно дека морам или таму да бидам или тоа да го направам. Например, деца да се во школа. Обврзно е да отидат во школа. Во школото нели треба концентрација, треба да се научат некои работи, дали тоа било основно, средно или на факултет или на некое повисоко ниво. Значи, тоа ти е нешто што е обврзно. Менаџирај си го денот. Она што тебе ти е најбитното. Понатака помалце битни работи, ама вработи се со тие работи и тогаш кога ќе бидеш вработен, концентрирај се врз нив. И сега не знам дали можам да кажам она што се бара од нас жарко
Жар во таа. Значи не било каква концентрација на 5-10 минути, 20 минути, а би интересно, ама следниот пат ништо. Не. Покажи енергичност. Жар, она, жарот... да не кажам страствено се, ама буквално потполна, да кажеме, потполна концентрација на работа која се работи и пак ќе кажам, пак ќе го искористам тој збор, таквата работа е осудена само на една работа, а тоа е успех. Тоа е само успех. Било што да работиме, дали можеби некои работи ни се невозможни, ги сакаме. Ја прв пат кога се запишав на факултет, беше правен тука кај нас на Кирил, Јустинијан, политички науки. Ја многу сакав политика и така натаму. Кога отидов, врска нема тоа со ја што го сакав, со она што факултетот го нуди. Кога седнавме, кога почнав предметите да ги гледам што се да бидеш политичар, нешто друго. Да, ова беше тотално друго, школа за политикологија. Треба созрееш по политичка партија, малце да лепиш плакати. Да, ова беше малце поинако. Да носиш сендвичи по штабови, потоа да го велишаш председателот на партијата и може би ќе се искачиш. Да, ова е реалниот. Да, тоа е реалниот процес до. Не, ова е тотално беше поентата на факултетот сосема нешто друго. Некој ден зборував со некои луѓе и ми рече еден човек, рече, знаеш ли кога најмногу го мразат политичарите? Ова не е како критика, тоа е реалноста во која што живееме. Ви вели политичарите најмногу ги мразат умните, паметните луѓе, затоа што нив е најтешко да ги израмат и да ги манипулираат. Па нормално. Ова не значи дека секој што е паметен е заштитен од манипулација. Ние гледаме денеска, и мене ми беше многу доста навистина и чудно како некои луѓе кои се многу паметни не допуштаат да станат марионети во рацете на луѓето, на политичари кои тука е тој материјален фактор кој што ги тера малце да кажам, еве сега ја може лично сум сетнал 2 до 3 случаи каде што навистина не само школувани, високо образовани луѓе, туку и паметни луѓе биле жртви на манипулација, луѓе кои што се со сосема ниско, да кажеме, образование, ама со една манипулативна, да кажеме, таа една способност. Која што, нели, нашиот пратеник Салем ни вели кога говорат како сихр да имаат, на магија да имаат, магепсан говори. Онака те магепсувачки, значи онака седиш и не можеш да веруваш дека може човек тоа така да го каже, така да го срочи во зборови. Нормално негде бев и имплициран вака директно да ги освестам овие образовани, високо образовани и паметни луѓе. А она што јас сум го приметил кај нив не е недостаток на согледање на таа манипулација. Не, тие ја приметуваат таа манипулација. Ама доаѓа од некои други карактеристични, да кажеме, квалитети кои што ги носат, а тоа е скромноста, лојалноста, лојалноста на таа работа што работа заеднички. Па чекај да не, ај сега сме почнале да не останаме на пола, да не оставаме проектот на пола, ако мене нема, гледам дека тука фали нели стручноста. И ради тие некои причини, поради тие некои причини, оваквите паметни луѓе и образовани во исто време, да кажеме, биваат жртви од страна, не ги гледаме како жртви на манипулација, ама кога и кај да е, таквите луѓе, биле од страна на политиката, сега пак политиката тука има некој личен интерес, кој што се вага. Тука не знам, со политичари сум немам работа. Не, ова го спомнав како повод да размислуваме. Бидејќи често пати ние, како што е на овој личен план, така и на општествен план. Ние сме тие кои што или ги подобруваме условите за живот за нас самите и за другите, или пак сме тие кои што ги влошуваат. Нашите постапки имаат последици. Како? Сега, не е нормално еден човек кој се за себе дека е интелектуалец, од неговиот автомобил да земе да го фрли ѓубрето на пат. Тоа е банален пример. Или пак не е логично некој кој што студира за да стане лекар да плати за некој испит затоа што
не може доволно да се подготви. Или пак затоа што од другата страна има професор кој што вели нема да поминеш додека не ги научиш работи. Не, додека не не исплатиш колку што треба. Да. И на тој начин што се создава? Се создава еден систем кој што има многу столбови кои што се доста слаби на општеството, додека од друга страна кога човекот би бил фокусиран врз неговата добра состојба, лична, на личен план, и би се трудел да помогне на другите. Супано пред некој ден бев на едно предавање и зборувавме за тоа, за некои благодати кои што ние сме ги заборавиле. И тука за прв пат, може би сум го прочитал тој хадис и порано, но како за прв пат да ми падна жетонот што викаме ние, и сватив дека ние не треба да се радуваме само за нашите благодати. Туку треба да се радуваме и за благодатите на другите. И тоа ни го вели Мухамед саллаллаху алейхи ва салем во една од довите која што ја рецитирал, која ја учел како што велиме ние муслиманите, и наутро и навечер. Кај што вели ма асбаха би мин ни'матин ау би ахади мин халкика. Значи не освана за мене некоја благодат лично за мене или за некој друг од твоите работи, а да не од тебе, Господар наш, кој што си единствен и немаш рамен на тебе. Велеке алхамду, велеке шукр, и тебе ти припаѓа благодарноста со славење и шукр, која што е еден вид на благодарност преку практични дела. Значи сите овие совети не се само корисни за човек, бидејќи човекот кога го има регулиран неговиот приватен или индивидуален живот, секако дека тој ќе се ангажира во тоа да создаде и круг во кој што ќе има како концентрични кругови, ќе се шири тоа негово позитивно влијание и ќе се почувствува промената во општеството. А ако се задоволиме само со нас самите, тогаш резултатите ќе бидат многу ограничени и многу мали. Она што сакам да се надоврзам на ова, каде што рековте... Јас ми на овој пат изгледам многу зборувам. Прекинав слободно. Не. Како што ја тебе те прекинав. Ти доста новинарски наставуваш, така да ме прекинуваш. Од друга страна се навикнав. Интересна работа. Јас тоа го гледам како една величина на карактерот кој човекот може да го понесе, а тоа е да се радува на туѓиот успех. Тоа е навистина редок случај во денешницата, да видиме човек кој што навистина искрено му се радува на другиот, на поинаквиот, дека успеал во некоја одредена работа. Пред се, нели, знаеме, ние сме, да кажеме, помлади години, па нашите колеги, нашите врсници завршуваат факултети, високи школи и така натаму. Она што, често ја знам да го кажам во мојата џамија, вие знаете дека во мојата џамија ја им се обраќам на моите сонародници бошњаци и често знам да кажам една фраза, ако можам така да ја кажам, а тоа е, морам да кажам на босански, по-автентична е, Бошњаку ќе све халалити, ќе му опрости. Само успех нече. Само успех нече да ти ја Значи, ова е доста сурово. Брутално сурово. Брутално искрено. Ама искрено. Ама на крај искрено и е реално, нажалост. Тоа е што највеќе не е само за бошњаците, кај сите луѓе. Добре, ја пак го потенцирав тој детал дека им се обраќам на мојове. Така да бошњак на бошњак се ќе му опрости, само нема да му го опрости успехот. И навистина ќе слушнеш. А тоа сум го забележал и кај другите народи, дури биле муслимани или не биле муслимани. Човек завршува факултет, остај, знам ја како завршил. Човек направил, не знам, фабрика, остај, ја знам како ги заработил. Кај знаеш, кај имаш докаж ти за тоа? Па ја сум слушнал. Остај, рекла, казала. Човеков си завршил, ти честитај му, има едно убаво чувство дека некој успеал во твојата заедница, во твоето општество, во твојот круг, некој успеал нешто да направи. Исто така, често знаеме, например, да не збориме, за нас меѓу колегите, да кажеме, верски службеници, тоа е нешто што највеќе можеме јавно да кажеме разочарува, каде што меѓу нас имамите има конкуренција. Да, па не е тоа конкуренција, конкуренцијата е здрава.
Има голема љубомора. И завидност. Завидуваме едни на други. Завидуваме едни на други. Поготово ако тој Кабул преска што го спомнавме, тој не го дава никој друг освен Господарот на сите светови. Па онако те засака, он ќе ти го даде тој Кабул. Онако не те засака, нема да го имаш. Ма ти заврши ги сите школи, ти збори најубаво на овој свет. Значи збори деноноќно. Ти ако не си искрен во тоа, таа искреност која ти се бара како предавач, како ваис, како некој хатиб, некој што ги подучува луѓето, ги повикува луѓето кон Господарот на сите светови, нема, џаве ти. Сега, тој е интересен детал, ете ако можам да го спомнам ова, зашто некогаш некои работи болат, па ете, да велат, ете малце на сметка на нас оđите. И лекот некогаш инекцијата боли, но мораме да време. Да. Не понекогаш секогаш боли. Додека студиравме во Медина, еден ценет имам од Босна, Алио Цикотич, нека го чува. Да го чува и да го помогне во неговата работа. Давецка имамска. Ми спомна една хикаја или хичаја, нели, тие кажувања. Нели, кога ќе кажеме хичаја, не е вистинито, ама е голема поента да се извлече од тоа. Ама е поучно. Поучно. Вели, вика, кога се делела хаседот, хасед е, нели, завидувањето, љубов, завист, љубомора и така натаму. Љубомора со правење лоши работи позади грб. Не е тоа само љубомора, му љубомориш, ама си кјутиш. Туку правиш глупости позади грб. Таа љубомора која се претвара во дело против тоа. Да му го оставиш тоа добро што го има. И вели познатиот фоџа од Босна, сакате ли да ви ја кажам, ама вика на 4 дела се поделила. Вика и улемава оđиве, вика тука што биле, наводно се договориле 3 дела да си ги задржат за себе, едниот дел да си го пуштат на народот, на муслиманите. Ајде, ние сега бледо го гледаме, што збори човеков, сега поготово како медински студенти, нели, ние сме малце по дај ми хадис, ајет, знаеш, она веродостојно. Аргумент дај ми за тоа. Дај ми аргумент за тоа што нели така не спремаат во Медина, ама гледаме дека има нешто друго, имал некој хикмет, некоја мудрост. И сега ние го гледаме, викам, што значи ова? Ова ви е школа, вика. Оно што ве чека на терен. Кога ќе се врати се тоа. Кога ќе се врати, да вика, ова ве чека. Добро. Вика, поминало некој одредено време, оđалари или оđиве се собрале пак, вика. Што донеле консензус, вика? Џумхур улема, вика. Едногласно дошле на став да отидат кај народот, да го барат и тоа е еден 4-ти дел. Малце им било. Малце им било, да? Малце им било. И сега викам, сега го разбирам. Кога дојде тука Македонија, кога почна да се движиш по моји оđите, го свати, ова? Да, она интересно е, знаеш. Види, правилото за една видна конкуренција, ја ќе наречам се уште конкуренција, или можеме да кажеме некојаш завидување едни на други, постоело во сите генерации. Може би си ја слушал од мене, има едно предание за двајца имами. Едниот е Мухамед ибн Кааб, а другиот е Мухамед ибн Исхак, а другиот имам е Малик ибн Енес. Малик ибн Енес е имамот на Медина, еден од 4 познати мезхеби правни школи. Додека Мухамед ибн Исхак е имам во пренесување на биографијата на Божиот пратеник Мухамед саллаллаху алейхи ва салем. И еднаш тој се пошегувал, како што ние знаеме некојаш, и рекол, донесете ми го знаењето на имамот Малик, јас знам како да го обработам, знам како да го коментирам, како да извлечам поуки од него. Кога ово го слушнал, имамот Малик се налутил и рекол, Деджалун ми е деджаджине. Тоа е еден лажливец од многуте лажливци. Неговото знаење го земал од децата или од потомците на евреите. Сака да кажа дека неговите преданија има многу израелијати. Израелијати се преданија кои што се поврзани со евреите, со еврејската традиција. И кога за овој настан го пренесува Ибн Хаџер во неговата книга
Tehribu Tehrib, koja što je knjiga koja što sobira biografije naučne ljude, veli kelamul ekrani ba'dihim fi ba'd, koga vrstnici, ti se vrstnici i po возраст i po znanje bile približno. Veli, govorot na vrstnici jedan za drug, jutua, znači se briše, se stava negde u nekoja arhiva, volja i urva i ne se prenesu. Zato što to je jedna vidna realnost koja što postoji, jedna vidna konkurencija, jedna vidna na to Афектно стanje. Како што вели имам од Шейхул Ислам Ибн Теймија, малкумина се спасува од тоа. Значи малкумина може да избегаат на болеста на зависта. Како ќе ја надминеме? Ќе надминеме со тоа што ќе се подпираме врз Аллах субхана ва таала. Еден од советите е тука да ги гледаме тие што се под нас, не да ги гледаме тие што се над нас, но за тоа, иншаллах, кога ќе дојдеме до тоа. Во овој дел, авторот го спомна и хадисот, го користо, Мухамед саллаллаху алейхи ва саллем вели ихрис ала ма јанфаук. Биди истраен во она, или грижи се за она што ти користи. Вастаин биллахи ва ла та'џаз. Барај помош од Аллах џелешануху и немој да се покажеш како неуспешен, како слаб, како... Што може да кажеме за овој хадис како објаснување? Ова е хадис тука кај муслим, така? Да. Добро. Преводот е поинаков, овде сте го ставиле, тежно е она што е корисно. Да. Фокусирај се на оно што е работи. Вака, кога сме во емисија, некој не може да ни текна тие зборови кои се... Стално прочитај го, за да биде појасно. Тежно е кој е корисно и баре помош од Бога и не очајувај. Не очајувај. Не очајувај или не се... Затоа што аџз значи очајување, но значи и да се покажеш како неспособен за нешто. Значи, луѓето денеска често пати ќе му кажа, абе направи го, абе не знам да го правам. Одма се предаваат. Чекај малце. Земи страстиге, провери. Може би нема да биде толку тешко кој комплициран. Вели продолжител, ако нешто ти се случи, нема да кажеш да направи вака и ќе беше вака и вака, кажи таква е Аллаховата одредба, а тој прави што сака. Зборот кога би, што би, да бев вака, да бе сега ја да станав или тој да беше овде, значи му го отвара патот на шејтанот. Значи пресед, значи овде е фокусот да баш тоа мотивационо, да ти кажеш што треба да работиш, да се фокусираш на добрата работа, корисната работа, пред се за самиот себе си, а понатака и ако се рефлектира и на останатите. Но немој тоа да го работиш без онака сега да се потпреш на својата способност. Дека мислиш ти готово, ако ја ова ги вклучам сите мои квалитети, своји способности, тоа ќе биде успешно. Не. Ова не е верувањето на еден верник. Туку барај помош, тевекулна аля Аллах, односно тоа ослонување или да кажем подпирање врз Бога. Зашто? Затоа што барајки помош, барајки да те вдахне или да ти ги олесни тие процеси на една работа корисна која ја работиме, само тогаш можеме да очекуваме успех. Успех со берекет. И не очајувај, односно ова што го дообјаснивте, што значи тоа, да не се представуваме како бескичмењаци. Најчесто денеска луѓето не се ни свесни дека можат некои работи да ги направат. Не се ни свесни, затоа се предаваат устепено пред да почне играта. Со предизвикот. Да. Значи, ќе видиме дека има, нели, тоа најчесто се поврзува со државната администрација. Јас знам луѓе кои што работат во државна администрација, да он е бескичмињак што се однесува за таа работа. Ама за ваму да го видиш каков е квалитет, за дали било тоа физички работи или било интелектуални работи. Не, значи, можеш. Значи, немој да се представуваш во такво светло. Кажи дека можеш, сега стварно ако што се вели, се види дека не те бива за таа работа, тргни со таа работа, не те бива, идеш дале, бараш работа која што ќе ти биде корисна. Но ова исто така не потикнува на тоа постојано да се усовршуваме, да го постигнеме тој максимум
кој што можеме да го направиме. Да. Значи, Аллах од нас не бара ние да го направиме нешто што не е невозможно. Но и тоа што го правиш, да го правиш на најдобар можен начин и да се трудиш да бидеш што е можно подобро. И никогаш да не велиш да направи вака, ќе беше вака. Тоа што тоа ги отвара вратите на шејтанот кој што тоа го чека. Да. Тогаш почнуваат дилемите, ми се случи тоа, да не го направив тоа, како ќе беше, и влегуваш во тие лабиринти на размислување, на сомнежи, на весвеси, да, од шејтанот, и потоа тешко да излезеш од нив без последици. Тие последици се доста тешки, значи ние верувам дека и ти си еден од луѓе кои што се на искушение со тие весвеси. Како не? Има луѓе кои што 20-30 пати зема абдес и повторно на крајот вели, не сум сигурен дека имам абдес. Да. Затоа што... Затоа што дозволи шејтанот да влезе влеку во водата, да го направи влево, не го направи влево, дали добро се измив, дали водата опфати сето што треба да се опфати. Мислам дека, субханала, ова е многу корисно за луѓето. Денеска, например, Аллах Джелешану ќе стави на искушение некој од неговите робови со некоја тешка болест. Аллах Джелешану да не стави на такво искушение. И тогаш тој почна да размисля, да направи вака, да внимав на јадењето, да внимав на ова. Сега веќе Красно. Фокусирај се тежно и кон тоа што ти користи. Ако веќе сега можеш да направиш нешто за да е подобри твојата состојба, да ги олесниш болките и да спречиш некоја потешка последица, тоа фокусирај се. Немој да се фокусираш на нешто што е во минатото, затоа што тоа не ти прави ништо корист. Само да ја зголема твојата грижа, твојот неспокој, тој притисок психички кој што го чувствуваш. Додека кога се фокусираш во нешто ти користи, тогаш максимално ќе бидеш ангажиран. Оно што, ете, некое мое, да кажеме, скромно мислење, нели тој глас на минатото секојаш е тука кај нас и ние сме тие кои ќе одлучат колку тој глас ќе биде попуштен, волуменот, нели? Ако сме ние тие што ќе го стивнеме скроз, или ќе му дозволиме да вришти онака, да пишти во нас, се ова си го зезнал, ова си направил вака, ова си, и цело време ти што му дозволуваш на тој глас, заправо ти што правиш? Ти денот кој што го имаш на располагање, не знаеш да го менаџираш. Си му дал само ти си останал заробен во минатото. Да, баш така. Онака... Додека денот кој ти е даден, кој што е единственото нешто што си сигурен дека го поседуваш, и тоа не знаеме до кога ќе го поседуваме. Може би да во текот на денот... Она некое мое скромно мислење, ете, ја како, да кажеме тоа, ментално здравје, како ми функционира мојот ментален склоп, кога и да се случи тој глас малце да се зголеми, одмам вродува со плод да барам истикфарот нашиот Господ. Значи, што сум направил, најчесто се тие работи кои што не се добри работи. Барам, ете да кажеме ние кои што сметаме дека сме верници, дека вернички размислуваме и гледаме, на сите работи кои што сме ги направиле, кои што ги правиме, кои што ќе ги направиме вернички. Добро, има работи кои што нели грешиме, секој си Адемов е грешен. Сега, најчесто тој глас на минатото ни ги спомнува негативните работи. Ни ствара, создава, да кажеме, на чувство на налагодност, на грижа, на вознемиреност. Секој од нас е грешен. Секој од нас направил некои пропусти, направил некои гревови, направил некои работи или не ги довршил тие работи. Јас имам својот приватен живот кај што сметам дека некои работи не сум ги направил како што треба и сега да им дозволев или да му дозволев на тој глас цело време да ме убива онака на полека. Помисли што дека дел по дел, ја не можев да се фокусирам на работи кои што ги работам денеска. Да, си ја зезнала работата или не си ја довршил работата, дај сега да видиме како треба да довршиш работата. Си направил грешка, ајде да исправиме таа грешка. Дај да гледаме како ќе исправиме таа грешка. И сето тоа, нели, кога ќе направиме пропусти и грешки, вернико треба истикфар, да бара опрост од Господарот, баш тој опрост кој што ќе мора да биде помешан со тевекулот, потпирањето врз Аллах, и тука една таа да бараме помош од нашиот Господар,
да не помогне во тоа размислување, тој да кажеме ментален склоп, ментален амбиент кој што го имаме и навистина човекот треба да се менува и овие совети кои што ги кажуваме и нормално сите тие што се стручни во ова област, во психологијата или да кажеме еве ние нели се бавиме со да кажеме исламска психологија, ако можеме така да наречеме. Навистина се случува тук во главата, во тој ментален амбиент, како ќе ги поредиме, како ќе ги дефинираме работиве, како на кое место ќе ги ставиме, така ќе биде нашето делување. Така и ние ќе се даваме, дали ќе се дадеме максимално или дали ќе се дадеме дел или немаме воопшто да се дадеме. Се враќа на тој глас, дали треба да го онака скроз, а скроз не можеме. Сега ајде видиме како треба да го доживееме и колку да му пуштиме волумен. Тоа како да го менаџираме. Како да го менаџираме? Она што го спомнати е многу важен момент. Кога се сеќаваме ние на минатото, тоа не потикнува да ги поправиме евентуалните грешки кои што сме ги направили во минатото. Но тоа не треба да биде постојан, како што е лајт мотив на твојот живот. Да. Туку секојаш ние, како што вели тука, треба да тежнеме кон тоа што ни прави корист. Вели автор дека првата опција на човекот му помага да се ангажира да го постигне посакуваното или што е можно поблиску до посакуваното. Значи некојаш не можеме да го постигнеме тоа што го имаме како цел, но можеме да се приближиме. Да го олесниме веќе случајното преку своите дела и преку Божјата помош. Значи кога ти се ангажираш, кога например нешто си направил минатото, си направил грев, ти сега правиш добри дела со цел да како што вели Божјиот пратеник Мухамед саллаллаху алейхи ва салем, кога ќе направиш лошо дело, направи после него добро дело кое што ќе го избрише. Инел хасанати юдхибне есејиат. Навистина добрите дела ги бришат. И што излекуваме тоа? Пак се враќа Ресул сасем не учи денот. Сега моментот да го искористиш. Тоа што поминало готово, ти тоа не можеш да го... Ти преку овој момент можеш да го коригираш тоа што си го направил во минатото. Но овојата опција вели се однесува на тоа, на оно што веќе се случило. И тука човекот треба да се смири, да биде задоволен со Божјата одредба и да му се предаде на Бога. Субханаллах, ова многу помага кога верникот ќе свати дека се она што Аллах му го одредил е во негова корист. Да. И ние го спомнаме во минатата емисија подкаст, хадисот на Мухамед сам дека за верникот се е хајр. Да. Значи и ова не му припаѓа ни не го поседува никој друг освен верникот. И ова опција што предизвикува среќа и ги отстранува грижите и нелагодностите, и ги отстранува грижите и нелагодностите. Мислам дека оваа точка ја исцрпивме до некаде и само можеме да почнеме со следното како најава, ќе гледате во следната емисија. А тоа е спомнувањето на Аллах субхана ва таала. Вели за најголемите причини за спокојство и смиреност, една од најголемите причини за спокојство и смиреност е честото спомнување на Аллах кое има прекрасно влијание врз предизвикувајќи спокојство, смиреност, оддалечување на грижите и вознемираност. Возвишениот вели: Ела би зикриллахи татмаинул кулуб. А срцата навистина, ова може само да го разбере, да го прифати срце кое што навистина му верува во Аллах субхана таала, кој што имал безброј пати да му се смири срцето кога Аллах ќе се спомне, се смируваат. Ова не може да го разбере срце, сега можеби селектирано до гледачите и тие што не пратат. Ама овој ајет се однесува директно за тие кои што навистина го почувствувале ова, кои што навистина го сакаат Аллах и Аллах нив ги сакам, и може да ја разбере суштината на овој ајет, дека навистина кога Аллах ќе се спомне и се спомнува на една седенка, на едно, а да не збориме за ајетите, да не збориме за хадисите, поготово кога Аллах субхана таала се опишува самиот себе си, какво е тоа едно посебна смиреност за срцето кој што е верничко, кој што му верува на Аллах. Тоа е, ова е специјално за тие кои што веруваат во Аллах. Иша за спомнувањето на Аллах Джелешану, ќе зборуваме во следната емисија. Ова им беше како најава. Да, како најава. Но навистина, браќа и сестри, почитувани гледачи, Аллах во Куран вели, навистина со спомнувањето на Аллах се смируваат срцата. Со ова ќе завршиме
со надеж да се видиме во следната емисија со продолжение на овие корисни, многу корисни совети за среќен живот. Ве поздравуваме, селаму алейкум ва рахметуллахи ва баракатух.